Лайф кавер заедно со Илија Кикиритков на Угада FM. Лайф кавер заедно со Илија Кикиритков. 91 МГц и среда 20 часот го следите најновото издание на емисијата Лайф кавер. Мој вечерашен гостин е добро познато име на македонската музичка јавност, победник на Макфест 2011 Штипјанец, веќе доста популарен во цела Македонија. Тоа е Зоран Илиев. Зоки, добре дојде во ово издание на Лайф кавер. Здраво и на тебе, Иле, благодарам за прекрасната најава, мора да ти кажам. Значи баш ми е добро вака кога ќе ме најават на некој посебен начин, како ти што направи сега. И така, баш ми е драго што ме викна во твојата емисија и така. Значи вечера ние се договоривме да обработуваме македонски композиции, добро познати на македонската јавност од повеќе разни изведувачи. Слушателите ќе имаат можност да слушнат кои тоа композиции ќе видат. Меѓутоа во секој случај, јас на самиот старт на оваа емисија секогаш го поставувам истото прашање: како ја засака музиката? Интересно прашање, значи музиката ја сакам буквално од најмали нози, значи од кога се сеќавам прв пат дека сум постојал на светот, едноставно, значи бев многу мал кога моите родители ги замара да ми купат некои синтесайзери, топани и такви, без разлика дали беа играчки или вистински. Значи од многу мал ја сакав музиката. Дали се слушаше во твојата фамилија? Па да, значи кај мене е доста музикална мојата фамилија, посебно мајка ми, значи преубаво пее, значи ајде да ја пофалам, сигурно ќе не гледа и ќе не слуша. Так. И така да мислам дека се надевам дека нешто од неа сум наследил јас. Така. Во секој случај, денес, односно вечерва, обработуваме македонски популарни композиции. Првата која што ќе одсвириме вечерва е онаа популарната и можеби прва на Тоше Проевски, која носи наслов Усни на усни. Да. Може да слушнеме. Дали постои надеж, љубов јас да те наречам, долго срце ми крадеш, а никако да се предадеш. Ти си моја срна, шума е душава, цела ноќ бегаш и пред зори заспиваш. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душава, срце во срце, сакај ме најмила. Прв пат сонувам буден, одам низ полет звездено, ти си безкрајно моја, царство си љубовно. Тука нема време, туѓе и правила, тука сме ние на чекор од вечноста. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душава, срце во срце, сакај ме најмила. Усни на усни, тивка музика, раце во коси, колку си убава, очи во очи, рај во душава, срце во срце, сакај ме најмила. Лайф кавер, мој вечерашен гостин е Зоран Илиев, победник на Макфест 2011 година со композицијата Ангели демони.
Како се случи таа композиција и како се случи Зоран да биде победник на Макфест? Па да ти кажам, луѓето што ме знаат мене и посебно композиторите што беа околу целата. Малку кратка историја. Да, малку кратка историја. Значи се случи буквално случајно. Значи Кире Акимов, авторот на песната, ме повика во неговото студио пред некој си што знам 5-6 години, не знам толку, не знам колку точно, не е битно. Иначе ова требаше да биде рап песна. Значи аз требаше да го пеам рефренот беше тој имаше прв дел, мислам почеток на строфата, со рефренот беше како што е баш сега. И не знам како се случи, ми текна едноставно, да ја пратиме песната на Макфест, да ја направиме поп песна. И како ќе правиме, што ќе правиме, случајно исполнил соработката и со Илија Кјовски, кој го направи аранжманот на композицијата, и Панчи Илиев, кој што направи доста добар дел во музиката и исто така во аранжманот. Значи буквално целата екипа сите се најдоа едни за други некако. И баш сум и благодарен за тоа, нормално, тие го знаат сето тоа, дека сум и вечно ќе бидам благодарен. Сето тоа се случи случајно, значи мислам дека во последен момент, можеби последни сме биле на конкурсот кога беше, испративме песната, ние примија, го доправивме аранжманот, нешто како не се свиеше аранжманот на не знам кој беа директор на Макфест тогаш, мислам дека Кристијан Гавровски, ми кажа дека треба да го доправиме аранжманот, го доправивме заедно со Панчи, Илија и Кире и ја пративме повторно и Тоа е тоа. Тоа Кратка историја за создавањето на таа песна. Значи буквално не знам како тоа се веќе случи, се знае, али сето беше добро дојдено, добронамерно за мене, за композиторите. И за твојата кариера, потамошна кариера, се разбира. Да. Добро, значи вечерва ние обработуваме македонски композиции. Втората тема која што ќе ја обработиме е онаа популарната на Маријана и Росана, изведена во 80-тите години на Макфест и носи наслов Признава. Може да слушнеме. И тој е сам, ветрот ми шепоти, го мачи се, го боли се, му доаѓа да заплаче и нему како мене. И тој е сам, звезда ми кажува, го следи се, што рековме, му доаѓа да полуди и нему како мене, да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме. И тој е сам, звезда ми кажува, го мачи се, го боли се, му доаѓа да заплаче и нему како мене, да застане сред улица и до небо да викне. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставај ме.
Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. По-добро уби ме, но не оставай ме. По-добро уби ме, но не оставай ме. Ја следите емисијата Live Cover, мој вечерашен гостин Зоран Илиев. Зоки, моментно каде настапуваш? На кој место и со кого? Па, моментно настапувам со еден мој добар пријател, Тиме од Кавадарци, Тим Чангелов, еве ќе го поздравам и него, сигурно ќе не гледа и тој на YouTube. Значи, заедно настапуваме, тој свири сајзер, јас пеам. Моментално е оваа недела сум во петок сум во Вирус кафе во Прилеп, сабота Пјур кафе Велес и недела Експрес кафе Кавадарци. Значи со него настапуваме веќе некој пола година. Пред тоа настапува со бенд од Штип, еве ќе ги поздравам и нив, Виктор Манев, Јоце Панев Аре и Тодор Стефанов, тој е од Радовиш. Значи мислам се уште настапувам и со нив, но на места каде што сакаат цел бенд. Значи имам локали каде што не сакаат бенд, каде што сакаат одам со колегата од Кавадарци, мислам одиме буквално сите заедно. Во секој случај добро ли се посетени тие свирки? Да, искрено сум Има не изненаден, заинтересираност? туку баш ме е кеф, значи многу е подобро кога пееш пред повеќе луѓе, имаш повеќе желба да пееш, повеќе емоции покажуваш и сето тоа се собира и излева еден добар продукт. Одлично. Во секој случај, третата песна која што ќе отсвириме вечерва е она од Дарко Гелев Break и носи наслов За нас. Те оставам по 100-ти пат пред себе, а не знам кој сум јас. Ти дозволувам да ме лажеш, да раскажеш приказна за нас. И не можам да разберам, а барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден збор и без да знаеш правиш, ма да се чувствувам ко да не сум живеел ни еден ден. За нас, ко да не сум живеел ни еден ден. За нас, ко да не сум живеел ни еден ден. Понекогаш дозволувам само за момент да ми влезеш во сон, за да се измиеш во чиста љубов, во една друга приказна за нас. И не можам да разберам, а барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден збор и без да знаеш правиш, ма да се чувствувам ко да не сум живеел ни еден ден. За нас, ко да не сум живеел ни еден ден. За нас, ко да не сум живеел ни еден ден. И не можам да разберам, а барам одговор. Ти ме лажеш без да кажеш еден збор и без да знаеш правиш, ма да се чувствувам ко да не сум живеел ни еден ден. За нас,
jedan ден за нас, ко да не сум живеел ни еден ден. И слушате емисијата Live Cover, вечерашен мој гостин Зоран Илиев. Зоран, дали спремаш нешто авторско? И колку авторски песни до сега имаш? Има мои 4 песни. Освен Ангели и демони. Освен Ангели и демони. Значи, прва песна ми е 2010 година, бев на една аудиција М2. Доста популарна. Па доста популарна аудиција, да, баш популарна аудиција. Ламбела Баковски и Елена Ристевска потекнуваат од тоа. Потекнуваат од таму, мислам, тие се најдобрите продукти на М2 продукција. Така. Други мислам сите останаа популарни, мислам познати на некој начин, али тие мислам нормално е, они не може да се ориентират на сите. Так. Мора да издвојат неколку. И прва песна ми е На пола пат. Таа ја напише Дарко Димитров, значи баш ми е кеф што имам песна од Дарко Димитров, бидејќи знаеме кој е Дарко Еден од Димитров добрите продуценти во може би Македонија. најдобар според мене продуцент во Македонија, барем во поново време некој да каже. Така. Втора песна ми е Ангели и демони. Веќе кажав кои се авторите. И помаквес 2011 уште две композиции. Трета песна ми е Ноќта плаче за нас. Таа песна ми ја напиша Тодор Стефанов, мој колега од Радовишт, тој свири со мене бас гитара. Тој ми напиша таа песна, текстот го напиша Огнен Долковски и баш ми е драго што имам ја одогнен текст. И четврта песна ми е... Тоа се докажени македонски да, композитори и докажени, текстописци. нема што да збориме повеќе за нив. И четврта песна ми е Моја вистина, целосна песна на Роберто Поп Димитров, Кентаро продукција. Така. Значи балада е таа песна и мене ми е посебно многу драга да кажам, бидејќи тој знае како испеав со многу емоции, ќе ја слушнеме сигурно во етерот. Така. И баш ми е драго што имам таа песна и сега спремам нешто ново, може имам со него некоја соработка и со плюс други автори, композитори и ќе видиме. Во секој случај се работи. Мора да се работи, да. Следната композиција која што ние ќе ја обработиме е онаа популарната на Тоше Проевски Громови на душа. Веќе обработивме една од Тоше, меѓутоа никогаш не е на одмет што повеќе песни од Тоше Проевски. Ја слушаме Громови на душа. Магла пак ме покрива, мириса на неволја, ноќва сум ти така сам. Улици накиснати, прозорци расплакани, каде ли си, бар да знам. Од небо нек се спушта ти громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ќе го мина векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Од небо нек се спушта ти громови на душа, само да ти слушнам глас. Признавам пред светот, ќе го мина векот, да те најдам ради нас. Не можам од тебе да оздравам, сета љубов дур сум жив, на тебе ја потрошив. Светот мој, минус тебе во него, она што ќе остане, малку е. Малку е. Ја слушате емисијата Live Cover, вечерашен мој гостин Зоран Илиев.
Зоки, ти пред да почнеш да се занимаваш со музика, беше фудбалер. Нешто повеќе да. за тоа. Како се Како случи? што ви кажав, нели, од мали нози слушав музика, купував играчки, секакви синтесайзери, тапани и слично. И слушнав еден ден на вести некои локални, дека ќе запишуваат 88-89 генерација фудбал. И во тој момент, значи нормално сите деца сме играле фудбал на улица, во тој момент мислам ги фрлев сите можни инструменти што ги знаев, што ги познавав. Те магија со фудбалот. Буквално само ме интересираше копачки да ми купат, значи тато купи ми копачки, мама купи ми, тука веќе нема музика ништо. Паралелно пак слушав музика нормално, но фудбалот ми беше прва опција. Магијата на фудбалот да. која имам почувствувано и јас. И тие имаше доста пати имаме играни заедно. И кога дојдов некој, не знам, 16-17 години, значи, не знам, едно 13 години сигурно тренирав фудбал. Кога дојдов некој 16-17 години, почнав да свирам овде во некој локали во Штип, со еден сега веќе професор во музичката школа, Иван Стојанов, еве да го поздравам и него. Поздрав и до него. Заедно свиревме со него, исто Сайзер и јас пеев, и тој пееше секако, и така започна. И фудбал и музика, значи тие работи некако, ама мислам дека баш одат музиката и спортот одат заедно, и паралелно ги правев тие две работи, но се случи една повреда што ја имав, не е битно каква. Којато оттргна од зелените Мора терени. да го оставам фудбалот буквално. И се посвети 100% на музика. Максимално на музиката, да. Добро, следната наша композиција е она популарната на Трајче Манев, која носи наслов Осамен победничка на Макфест исто така. Може да слушне. Сам сум во ноќтативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот ми. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Сам сум во ноќтативка и сонувам со очи отворени, го слушам твојот шепот мил. Сонувам за дните поминати, за тебе веќе одминати, и како да сакаш да кажеш не. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Ја слушате емисијата Live Cover, вечерашен мој гостин Зоран Илиев. Зоки, дали подготвуваш нов албум? Односно прв албум? Па имам 4 Секако песни, ќе биде кои и што нов. ви кажав, значи сигурно ми фалат уште некои 4-5 за да биде мојот прв албум. Секој дека голема желба ми е да имам своје CD со своја слика, со своји неколку спотови. И така да сето тоа е малку, да кажам, тешко да се направи. Воопшто не е лесно. Бога ми во овие наши услови, во оваа наша земја. Значи сите работи што ги правам си финансирам сам, немам спонзори, и тоа е, мислам, најголемиот проблем во целата оваа работа. Но се надевам дека се ќе се случи како што треба да се случи и дека ќе имам јас прв дебел. Да се надеваме на тоа, ти посакувам среќа. Вечерва ние ќе обработиме и последната песна. Тоа е големиот хит на Мики Јовановски Џафер, повтор од Макфест. Темата носи наслов Сонце за три света. Една звезда ми шепоти, дали си блесок што постои.
трепет од крилја на гулаби. Срце ми создава Бог. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи? Дали може да ја задржи? Ја имам само ноќва да бидам ја со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште 3 светови. Ако замине ќе изгаснам. Илјада свики сеќавања и мечти недомечтаени. Ке носам трагови нејзини во себе цел еден век. Дали може љубовта ноќва да ја продолжи? Дали може да ја задржи? Ја имам само ноќва да бидам ја со неа и не знам дали можам да заборавам. Во град имам сонце за уште 3 светови. Ако замине ќе изгаснам. Тоа беше се во ово издание на Live Cover. Мој вечерашен гостин беше Зоран Илиев. Слушајте го репризното издание во сабота со почеток во 20 часот.